Земјоделското осигурување мора да им се доближи на земјоделците. Климатските промени се поевидентни, штетите кои ги трпи земјоделскиот сектор големи. Состојбата ја наметнува потребата од нова стратегија, примена на нови модели на земјоделско осигурување. Реформите во земјоделското осигурување, интервенциите во законската регулатива, информираност и пристапот на информации до земјоделците беа тема на конференцијата за земјоделско осигурување. Мора да се креираат јасни правила и критериуми во осигурителниот сектор, за да расте довербата кај граѓаните и стопанството, вели вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Откупот на ризикот или намалувањето на ризикот во стопанството генерално е многу важна работа, но за тоа се потребни два предуслови. Првиот предуслов е да имаме свест во стопанството, да имаме добри осигурителни производи од осигурителните компании, кои што ќе бидат препознаени од генерално од целото стопанство, а од друга страна пак е добро и мораме да имаме професионални осигурителни компании, кои што секогаш, кога ќе настане случај на штета, ќе го пратат стопанството. Од Министерството за земјоделство за зголемување на осигурувањето на земјоделското производство најавуваат две можности: турски или шпански модел на осигурување, со што ќе се намалат и средствата за исплата на штетите во земјоделството. Ова е година во која што преку постојната мерка за 60% покривање на висината на премијата во осигурување во земјоделството, податоците покажуваат раст. Односно, ако минатата година се осигурале 1500 земјоделци, ова година бројот на апликации е над 3000, зашто од платежната агенција се исплатени близу 1 милион евра. Но секако, иако трендот е во пораз, како што подлича и подпредседателот на владата, не може да бидеме задоволни, заради тоа што ова е алатка, ова е систем кој што мора да го изградиме заеднички и да функционира кај многу поголем пофат на земјоделци. Ако имаме во предвид дека имаме 70.000 регистрирани земјоделски стопанства, навистина станува збор за една минимална бројка која што ја користи оваа поддршка од страна на државата. Само 8 компании во државата нудат земјоделско осигурување. Според податоците на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, земјоделското како дел од имотното осигурување зазема само 2% од вкупно пласираната премија, а само 4% од вкупно регистрираните земјоделци се осигурани со полиса за земјоделско осигурување. Дури 85% од оние кои купиле полиса за осигурување ја искористиле државната помош од 60% за покривање на трошоците за осигурување. 86% од вкупната премија се однесува на осигурување на посеви и плодови, а 14% на осигурување на добиток. При тоа 28% од премијата припаѓа на физички лица, додека 72% на правни лица. Годишно околу 5 милиони евра се исплаќаат за штети во земјоделството. Само лани барања за проценка на штети од доцните пролетни мразеви поднеле 16.000 земјоделци во државата.